Со фотографиите на своите блиски во рацете и солзи во очите, роднините на загинатите во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани точно во 12 часот и 5 минути го почнаа маршот во Скопје. На најголемиот транспарент можеше да се прочита пораката: 63 сенки ке ве следат, секој поглед бара правда. Кратко потоа беше одржан 3-минутен молк, пошто толпата се упати пред собранието. Од пратениците побараа да покренат иницијатива за одржување на надзорна расправа пред надлежната собраниска комисија, како и да формираат посебна анкетна комисија за целосно и независно испитување на трагедијата, за да се утврди вистината каде се случиле пропустите. Трагедијата во Кочани представува сериозна навреда на најосновните човекови права. Право на живот, право на безбедност и право на навремено и ефективно постапување на институциите во ситуација со закана на живот. Бараме да се утврди зошто институциите задоцња. Никој не треба да живее во мислата дека некој можел да биде спасен, а не бил. Никое семејство не треба да носи болка која е последица на ваков пропуст, негрижа или недејствување. Бараме да се утврди вистината. Каде се случиле пропустите? Кој не реагирал? Кои институции задоцња? Кој ја имал должноста да спречи, а не спречил? Не сакам да имам гнев кон никого, но ме принудија луѓе да не можам да живеам, ниту јас, ниту тие што се околе мене. Не е ова живот, не е ова среќа, ова е луѓе болка, ова е луѓе трагедија која што не уништи нас. Со повици за правда, маршот продолжи кон кривичниот суд. Роднините на загинатите денеска маршираа низ улиците на Скопје, изразија сомнеш дека вистината се прикрива и побараа објективно утврдување на фактите и на тоа што на вистина се случи таа кобна ног и колку институциите и кои се институции се виновни за случајот. Родителите на загинатите им порачаа на судиите дека секој одолговлекување на постапката ќе биде нова рана за нив. Оно што го бараме не е услуга, не е привилегија. Тоа е обврска на државата. Правично, транспарентно и навремено судење. Нашите најмили не се меѓу нас, но нивната судбина не смее да биде заборавена, ниту скриена за институционални пропусти, интереси или политички пресметки. Ние сме нивниот глас и тој глас ќе остане гласен, јасен и непоколеблив. Затоа денес ви се обраќаме директно. Бараме судење без одлагање, без притисоци, без прикривање на докази, без селективност. Бараме да се слушне секој факт и да се утврди секоја одговорност, колку и да е непријатно. Бараме правда, вистинска, целосна и навремена. Така е! Секој одовлекување на постапката е нова рана за нас. Нова навреда и засекавањето на нашите деца, но и нов удар врз довербата на правосудството и институциите. Долготрајноста на постапките за тешки кривични дела представува повреда на правото и ефикасно судење. А ние повеќе не можеме да чекаме. Да не дозволиме нашата болка да доживее уште некој. Нашата болка е преголема и претешка. Секоја вечер да си легнеш со помисла каде ми е детето. Секоја вечер да ги видиш собите празни. Секој самаре кој ќе станеме да видиме дека собата е празна. Таа болка никој повише да не ја доживее. Системот и државата зависат сега во нивни раци. На протестот кој го организираа граѓанските организации, кој е следен и 16 март 2025-та, денеска се приклучија голем број граѓани од цела држава. Родителите им се заблагодарија на сите, велејќи дека конечно почувствувале дека не се сами во борбата за правда за нивните деца. Судењето почнува на 19 ноември. Според обвинението за тешки кривични дела против јавната безбедност се товара 34 физички и 3 правни лица.